Па видите, како што знаете, веќе се бориме повеќе време за за таа мерка предадено јагне во кланичен систем. Па еве благодарение дојдовме до таа мерка, што не е доволна пак од 400 денара, ама како што се гледа и тие не ќе можеме да ги земеме сточарите, затоа што се врзавме со големи канцелариски проблеми, да тие документи не можат сточарите да ги соберат, па и кланичарите не можат да ги соберат сите документи. Така да со оваа мерка јас мислам дека сточарите повеќе од 80% не ќе можат да ги земат тие 400 денара по јагне што се даде. За кои документи се работи? Па се работи за тоа што се бара потврда од кланичарите, што треба да биде контролирано и од АХВ. Така да многу е сложена работата, што не можат и самите кланичари да стасат, не зборуваме за месец или два, него зборуваме за 6 месеци не можат да средат таа документација. Сега, предлогот на Сојузот на овчари беше, и мислам дека ќе биде најрелевантно да се направи, да речеме, преглед од кланичарите, да се достави до МЗШВ тој преглед, а МЗШВ до подрачните единици. Така да со список ќе има секој собственик има колку има предадено јагне во кланичен систем. И да може сточарот да отиде во подрачната единица и ќе биде многу по-лесно за да се добијат тие пари. Значи, да отиде со откупната белешка што му се откупени јагнињата, матичен број, РБО, тоа е регистарски број на одгледувалиште, за да или даночен број на фирма. Значи, кога ќе има испаднато дека, еве, пример ќе кажам за мене, Јанков Митко ги предал јагнињата во кланица Кавадарци, значи ќе го пишува бројот на колку јагниња се откупени и потоа јас треба да докажам дека тие јагниња сум ги предал. Ќе биде најрелевантно и мислам дека најдобро ќе ги земат сточарите парите. И од кои поканите ли представниците на МЗШ за днешниот состанок? Ние ги поканивме, за жал не дојдоа, за тоа што не знам, овака не се работи, за тоа што ние сточарите денеска повеќето од сточарите ги затворија овците за да дојдат, за да најдеме решение. Еве, како што гледате, и не дојдоа, беа уредно поканети и не дојдоа. Добивте ли образложение зошто не дојдоа? Видите, добивме образложение ради тоа што работеле мерката за да го продолжат рокот за аплицирање, бидејќи рокот беше стварно краток, 15 декември. Работата беше за да дојдат и ние имаме работа, значи може да се пролонгира некоја работа, можеше и утре да го направат тоа, и други ден. Ние не можеме секој ден да затвараме стоката и за да чекаме решение да најдеме. Кога велите дека се изборивте за мерката, тоа значи дека вие ја предложивте оваа мерка? Да, видете, ваа мерка ви е прифатена? Ваа мерка е во европските држави, значи веќе се работи повеќе од 10 години, да речеме. Ние се трудиме веќе 5-6 години се бориме за оваа мерка, за во кланичен систем, и успеавме да добиеме некоја минимална цена од 400 денари, каде што комшиска држава ни е Србија, што не е во Европска унија, они добиваат во наши пари, значи 1000 денара за предадено јагне во кланичен систем. И за тоа Србија напредува со стоката многу повеќе него ние во Република Македонија, да речеме, сме ептен и секоја година се паѓаме. Значи, у Македонија нема повеќе од 400-450 илјади овци, за жал. Што доколку Министерството не ви ја прифати оваа најнова ваша мерка во вид на предлог? Видите, да не бидеме како стално оцрнети, како радикални, сепак Сојузот ќе настапи релевантно по одлучувањето на МЗШВ за мерката. Имаше ли претходно состаноци? Разговаравте ли воопшто за вашиот предлог? Стално имаме состаноци, баш и пред некој ден имаше некој состанок кланичарите со МЗШВ. Не знам што се случи, мислам не бевме информирани, затоа што не бевме повикани од страна на МЗШВ да има представници од сточарите.
Денеска дојда, фала Богу, мислам, дојде еден представник од кланичарите, другите исто откажаа, не знам која е причината. Јас пак ќе кажам, значи, ако немаме меѓусебна соработка, кланичари, сточари и МЗШВ, јас мислам дека ќе се по тенденциозна ќе биде ситуацијата за сточарството. Колку сточари има во Македонија и за колку има предадено јагниње годинава? Годинава околу можам да кажам, тоа релевантни се само кланичарите да кажат бројка точно, мислам дека се откупени негде околу 160.000 јагниња. Значи што се за во извоз. Па сега можете самите да одлучите, кажуваат дека има 700.000 овци во Македонија, а предадени само 160.000, тоа е голема разлика. Значи, ете тука можете да сватите дека бројката не е релевантна. Дали е можно кланичарите да имале приписоци за присуство? Видите, не можам да кажам, тоа мора да прашате некој од кланичарите. Јас можам само да кажам ставот на Сојузот на овчари. Значи ли сето ова што го кажавте, дека оние 14 милиони евра одредени од владата, наменети за субвенции по 400 денари плюс за предадено јагне, всушност стојат или тапкаат во место? Видете, да не кажам, се уште е рано, сега ќе се види дали е само политички маркетинг или стварно владата се залага сточарите да ги добијат своите пари. Тоа значи дека никој до сега не добил? Не, па се уште не можеме ние да собереме документацијата што ја бараат. Значи, тоа е долга процедура, зборуваме за интервентна мерка. Интервентна, значи, кога кажуваме интервентна мерка, треба да се исплати веднаш. Така се случи со синиот јазик, значи, да не знам која година беше, со синиот јазик. Кога се зборува интервентна мерка, значи се работи брзо за 2-3 месеци. Сега исто и оваа интервентна мерка, значи за 2018 бидејќи беше ниска цена, откупната цена на јагнето, а уствари ќе се исплаќа 2020 година. Колку изнесуваше? Цената на јагнето изнесуваше 120, максимум 130 денара. Цената на производната цена на јагнето, значи не е од нас извадена, од МЗШВ, они направија пресметка, производната цена на јагнето е 174 денара. И со оваа мерка од 400 денара ние не се покриваме. Ама можеме да ублажиме малку од малку.